Прашувам околу гласањето на декларациите. Да, има една таква политичка, заедничка значи надворешна и безбедносна политика на Европската Унија не може да нема. Значи таа е. Меѓутоа еве да се враќам кај првиот дел од прашањето. Соединетите Американски држави нам ни се стратешки партнер и ние треба, значи, да ги следиме нив во сите действија и во сите одлуки, политики што ги прават. Меѓутоа ние сме мала земја и сад е голем залаг за нас. Ние што треба... Сад е голем залаг за нас? Да. Што значи тоа? Ние сме мала земја што треба да малку подипломатски да се позиционира кога се работи за ќе следиме политиката на нашиот стратешки партнер Соединетите Американски држави, но од друга страна во Обединетите нации, значи гласањето беше воздржано, што навистина покрена многу реакции од страна на амбасадорите. Веќе отредента имаше реакции, дури прашаа јавно зошто Македонија така гласаше. И јас мислам дека во овој контекст можеби нашиот став би бил малку, требаше да биде малку подипломатски, бидејќи ние сме земја членка. Како требаше да изиграме според вас? Кандидат за членство во Европската Унија. Па имаме многу примери околу нас како би требало да биде сето ова. Не мислите како србите да гласаме едно па после да се извинуваме? Не, но треба да се најде некое решение за да бидеме. Ние сами сме побарале да станеме членка на Европската Унија. Мислите со ваквото гласање дека се можеби се загрозува евроинтегративниот? Не се загрозува, меѓутоа зошто владата сега е некој љубител на администрацијата на Трамп, вака еуфорично да кажам, ако изгледа дека на површина изгледа дека администрацијата на Трамп е про-руско ориентирана во надворешната политика, тоа не значи дека утредента или во некое кусо време тоа ќе се смени. Јас не верувам дека овој конфликт, како да кажам, помеѓу САД и Европската Унија ќе трае и затоа ние малите земји треба да бидеме малку по-предпазливи во овие ситуации и дипломатски да се позиционираме. Благодарам. Согласувате? Дека како го искористите зборот еуфорично, со поддршка влегле кон администрацијата на Трамп? Администрацијата на Трамп која е проруски настроена, така ве разбрав или погрешно? Не. Изгледа на површина дека е против Украина и ја брани Русија, меѓутоа не е така. Во суштина не е така. Соединетите Американски држави се стратешки партнер на Македонија и секоја влада безусловно до сега ги следи насоките кои што доаѓаат од било која администрација и да е, седно дали се на власт демократите или се републиканците, бидејќи покрај правата со стратешкото партнерство подпишано во 2008 година, ние имаме превземено и обврски за меѓусебно почитување и унапредување на тие односи, така што треба да ги оставиме Соединетите Американски држави и треба да го оставиме председателот Доналд Трамп да ја водат Америка, бидејќи тие го добија мнозинството на изборите и од електорите и од директните гласачи. Никој не може поспори победата. Разговараме сега како ние да се позиционираме. Дека и се спори, се спори работата на председателот Трамп од многу европски лидери, можеме да го слушнеме тоа како оценка. Европските лидери на крајот од денот ќе се договорат со председателот Трамп, бидејќи Соединетите држави се стратешки партнер на самата Европа и на Европската Унија, така што повеќе се силни на реторика, помалку тоа ќе оди на дела и многу брзо верувам дека реториката ќе биде сменета во следните денови, што се однесува на тоа прашање. Не мислам дека Трамп делува проруски. Суштината мислам дека е многу поинаква од сето тоа.
Доналд Трамп се залага за мир. Не се залага за војна, а воените звончиња веќе неколку години силно тропаат на европско тло и сега кога треба да дојде мир, секој се позиционира за да добие што повеќе во тој мировен процес, вклучително и државите членки на Европската унија. Одлуката на Македонија да гласа во Обединетите нации. Зошто толку безусловно сакал Трамп мир брзо, нели вие велите се залага за мир, зашто тогаш тоа се условува на некој начин со договорот со Украина за искористување на ретките минерали. Ако е само мир, се знае што е мир. Прво поставуваме мир, па после се друго. И според изјавите на претседателот Трамп, заемите кои што Соединетите Американски држави ги дадоа на Украина како воена помош во борбата против Русија, која што изврши агресија во 2022 година, Америка ќе сака да се ги врати, веројатно и европските држави ќе сакаат да се ги вратат преку различни концесии. И сега во таа борба на интереси поголемиот секогаш и помоќниот добива повеќе за разлика од помалите кои што се на европско тло. Да, прашувам дека наративот мораме да ги сопреме, како што вика Трамп, куршумите да престанат да летат, односно да нема животи, бидејќи човечките животи се најскапо нешто, нели? Меѓутоа за да се стигне до најскапото нешто од човечките животи, сепак тука има и нешто друго како договор за минерали. Кој што првен мора да помине. There is no such thing as free lunch, така што Америка секако дека ќе сака да ги поврати заемите и парите кои што ги има дадено како помош во Украина, и тоа ќе сакаат и во одреден степен да го прават и европските држави. Никој не дава ништо за џабе, посебно не толку скапи воена опрема која што се смета за најскапа и најсофистицирана во светот. Тоа е првата работа. Втората работа во однос на Македонија, нашата цел стратешка е членство во Европската унија, заедно со нашиот стратешки партнер Соединетите Американски држави. Ништо повеќе, ништо помалку од тоа не би имала да додадам. Нашата надворешна политика, според она што јас досега го гледам, целосно е усогласена со политиките на Европската унија. А како што можеме да видиме, два пати се замижува за ветото, нели, Унгарија што го става за помошта за Украина, и без консензус целосен, одлуките поменуваат, така што во однос на нашата интеграција и нашиот пат, нашиот евроинтегративен пат, ева им шанса на Европската унија да се издигне и над копенхашките критериуми, да покаже лидерство и Македонија да ги започне преговорите и Западен Балкан да стане дел што побрзо од Европската унија. Ова е тој клучен момент кога Европската унија може да покаже лидерство, може да покаже визија и може да покаже дека искрена и сериозна во намерите дека ќе се прошири со земјите од Западен Балкан, бидејќи не е тоа само зајакнување на економијата, туку и безбедносно зајакнување на европскиот континент, бидејќи ние сме членка на НАТО. Добро, ќе биде сега ли ова, да речеме, најавата и за царини меѓу САД и Америка? Гледаме лидерите на Европската унија велат дека заврши ерата на кога Америка ја бранеше Европа, дека ќе мора да застана сами на свој нозе, стотици милиарди ќе потрошат за вооружување. Дали мислите дека тоа на некој начин може да биде катализатор и во обединувањето на Европа? Тоа е со политичка одлука или некако да се направи нешто и земјите од Западен Балкан да станат дел од Европската унија, или ЕУ, слободно можеме да кажеме, ќе ги повтори грешките од минатото и ќе го држи овој простор ни вамо ни тамо. Треба да почекаме и да видиме, меѓутоа јас не мислам дека овој конфликт помеѓу САД и, условно кажано, конфликт помеѓу САД и Европската унија ќе продолжува. Тоа е вистина дека веќе неколку години, значи, Европа некако замижува, а во моментот кога има во срцето на Европа една војна, како што е војната во Украина, но ние да се вратиме во нашата земја, да се вратиме кај нашите домашни работи, а ние знаеме дека што треба да направиме во моментот за да го деблокираме целиот процес на интеграција, а тоа се уставните измени. Уште смета дека во ваков контекст дека уставните измени треба да се случат? Па не знам, не би можела да предвидувам што ќе се случи во Европската унија или дали ќе превзема некои си одлуки, конкретни одлуки за интеграција на сите земји на Западен Балкан заедно со Косово, Македонија, Србија и Албанија.
во пакет да одат, но јас не верувам. Не верувам во тоа. Јас мислам дека секој, значи, ќе продолжи војната во Украина, можеби ќе престане, ќе има еден мировен договор. Меѓутоа, ние имаме јасни обврски, јасни домашни задачи кои треба да ги исполниме, и Албанија, и ние, и Србија, и Косово, значи не верувам дека ќе направат некоја така драстична промена во политиката на проширување или... Ако може тука да се надоврзам, денеска имав можност да читам полскиот амбасадор представувајќи ги приоритетите со председавањето. Денеска не спомна воопшто во собранието како услов за Македонија дека се уставните измени. Тој воопшто не го спомна тоа денеска. И повторно ќе кажам, напомена дека сега е моментот... Тоа не значи дека не ни останува услов. Но напомена дека сега е моментумот во кој што Европската Унија, дека работите се динамични, дека сега е моментумот во кој што се решаваат многу работи во Европската Унија, не само безбедносните, туку и определени политички процеси кои што се случуваат таму. Затоа го напоменав намигнувањето, односно испраќањето, да кажеме, ајде, на бугарскиот представник, кога ќе се гласа за отпочнување на преговорите за Македонија за членство во Европската Унија. Ако можеше да замижат да го испратат Виктор Орбан, може да го испратат и бугарскиот представник и Македонија да ги отпочне преговорите. Ова е моментумот, да повторам, кога Европската Унија може да покаже лидерство, за да не ни се случува балканизација на процесите, туку да ни се случува европеизација на Балканот. Зашто луѓето се скептични околу ова? Бидејќи вакви случаи кога Европа беше, да речеме, во грч, па и безбедносен, па и не знам како, кога потребата од обединување на континентот се наметна како приоритет, ништо не се случи. Прво беше со бегалската криза. Милиони кога дојда. Сите велеа мораме да ги затвориме границите, да се обедини Европа. Потоа беше и со ковидот. Потоа беше и со почетокот на војната во Украина. Ништо не се случи. Зошто сега да очекуваме дека кога ќе има мир дај Боже да се случи мир во Украина, зашто мислите дека Европа дека ќе им текне дека мора да се интегрира по краток пат и како што велите да не се балканизира Брисел, односно да се европеизира Балканот? Па, мислам дека треба да ги искористиме сите шанси кои што ни се на патот. Сега, ова е една од шансите кои што ни се на патот. Претходно беше категорично вето со категорично внесување на бугарите. Значи, работите се менуваат, не се тие статични, еднаш за секогаш дадени во политиката. Еднаш беше Солунска агенда, еднаш беше германска агенда, еднаш Копенхагенски критериуми. Се менуваат работите и се динамични во Европската Унија. Во сите комбинации што ги набројавте, секогаш ништо не сме направили. Во тој контекст сакам да кажам дека сега е шансата кога можеби треба да се поработи на ова прашање. Дајте пуштете не да ги почнеме преговорите и да престане билатералното запирање на процесот на пристапување на Македонија и другите држави од Западен Балкан кон Европската Унија. Тоа е моментумот што треба да го искористиме сега, да видиме дали може да се придвижат работите во таа насока. Да, тоа треба иницијатива да зема владата и Министерството за надворешни работи преку дипломацијата, нели? А инаку да, се согласувам дека Европската Унија знае да така да биде побучна кога се декларации во прашања, по фрагментирана кога треба да се тие декларации да се спроведат на дело, и затоа и кога разговаравме и за прашањето за соработката, трансатлантскиот диалог помеѓу Европската Унија и Соединетите Американски држави, напоменав дека многу брзо риториката веројатно ќе биде променета и многу брзо ќе соработуваат со администрацијата на председателот Доналд Трамп, бидејќи на што ги темелите овие тврдења? Сакам да го осетам вашиот оптимизам од зашто го добивате. Каде го лечат? На крајот од денот Соединетите Американски држави се стратешки партнер на целата Европска Унија. Поголемиот брат. Так, добро. Едни од претпоставките се дека доколку во хипотетичко сценарио се направи мир во Украина, дека тоа би можело да биде еден ланчен систем каде што администрацијата на Трамп покажувајќи нели успех, дека ќе влезе во решавање на други отворени прашања пред се на Балканот, пред се мислам за Косово, Босна и Херцеговина и проблемот ние кои што ги имаме во Бугарија. Вие сте внатре во процесите, има такви размислувања дека такво нешто е можно? Може би, бидејќи никој процес
Никоја политичка одлука во Македонија не е донесена без присуство и влијание на Соединетите Американски држави. И може би сите овие наши проблеми ќе се решаваат ако во игра влегува, например, да кажам, Соединетите Американски држави и да придонесуваат во најбрз можен рок да се затварат овие прашања и за Македонија и за другите земји од Западен Балкан. Можно е. Да, сега велите дека ниту еден процес политички во Македонија не завршил без народски кажано амин од американците. Апсолутно, да. Во ред, сега ќе се вратам 30 на минути претходно кога ве прашав дали тоа што членови на ДУИ беа ставени во црната листа еден во моменти кога се решаваше во Уставниот суд и тоа не е некаква политичка порака за еден процес. Ама чекајте малку, ние ги почитуваме, значи сите одлуки на State Департментот и не ги коментираме. Значи ги почитуваме. Фактот, аргументот е тоа што тие луѓе веќе не се дел од нашата партија и не се активни политички. Значи, ние почитуваме секоја одлука која што доаѓа од Соединетите Американски држави. Ви благодарам на двете за учеството во вечерашната емисија. Беше драго што за прв пат дојдете, се надевам дека и пак ќе дојдете. Почитувани, ви благодарам и вам и останете со програмата на Канал 5.